Добар ден, драги мои! Добродојдовте во уште едно издание на 4 сезони, каде што секој рецепт мириса на дом, а секоја состојка има своја приказка. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу. Традиционална македонска мусака. Секако потребни ми се компири, а јас во мојата пилјара секогаш имам компир, затоа што овде во Македонија на Балканот компирот навистина многу се употребува. Макдонос, за салатата ќе ми биде потребен целер, листови, имам морков, кромит и веднаш одам на мојата работна позиција да почнам да го спремам едно од најпочитуваните јадења овде кај нас на Балканот – мусака. Во Грција ќе ја најдете со мудри патлиџани. Во Турција со зачини и јогурт. Секој дом има своја верзија, своја тајна. Кај нас мусаката плени со својата едноставност. Со слоеви од компири и мелено месо, зачинети со сос и печени до идеална златна кора. А со преливот ќе го доведеме вкусот до совршенство. Тоа е традиција што не враќа дома. Денеска ќе ја направиме многу едноставно. Кромит, кој треба многу ситно да го исецкаме. Секогаш го почитуваме правилото на 3 прста за сецкање кромит. Го ставаме тавчето на шпорет, добро да се загрее. Кога ќе се загрее, додаваме масло. Бидејќи денеска правиме и десерт, ролат со палачинки, ќе го искористам времето додека ја правам мусаката, да го направам пудингот, затоа што ќе ни биде потребно време да се олади, ја ќе ви покажам и како. Не штедете на кромит кога правите мусака, затоа што вкусот на карамелизираниот кромит го дава овој шмек кој сите навистина го сакаме и уживаме во него. Веќе загреано тавче, додаваме едно единствено масло, брилјантот витаминка. Чекаме само 30 секунди. За тоа време ќе го земам млекото и ќе почнам да го правам и пудингот. Во тенџерче на оган, вклучуваме на среден оган. Еве го. За една кесичка пудинг од ванила од витаминка потребни ни се 500 мл млеко. Меѓутоа, 400 мл ќе ги ставиме тивко да се сготват, а во 100 мл ќе додадеме пудинг, шекер, мед или некој друг засладувач. Точно 500 мл. Грама оставивме. Добро ќе ја соединиме смесата. И нема веднаш да го ставиме во млекото. Ќе чекаме да постигне 81 степен или да почне да крчка. Еве го, пудингот е спремен. Во млекото, место шекер, овој пат ќе додадам мед. Сакам да го појачам вкусот, за да биде уште повкусен. Одлично. Сега маслото сигурно е загреано. Да, одлично. И го сакам овој звук. Сега ќе го оставиме кромидот добро да карамелизира. Месото ни е тука. Овој пат избрав мешано месо, говецко и свинско, затоа што таа комбинација навистина ми се допаѓа.
Веќе пропржениот кромит го зачинуваме со дафинка, црвен пипер и сол. Денеска одбрав многу интересна салата, меѓутоа малце необична од она на кое што сме ние навикнати да јадеме, зелка салата во комбинација со целер, морков, меѓутоа ќе додадам кисела павлака од бимилк, ќе додадам еден многу убав сос од витаминка чедар и ќе додадам малку благо пикантен сос кој ќе даде сосема друга димензија на салатата и секако малце магдонос. Бидејќи ова е ладна салата и бидејќи ја комбинираме со павлака, ќе ја направам веднаш сега и ќе ја ставам во фрижидер да се олади. Зелката ќе ја исечеме многу тенко. Не сакам комбинацијата на црвена и зелена зелка затоа што даваат одличен колорит. Не го менува вкусот, меѓутоа бојата е многу важна затоа што секогаш прво јадеме со очите. Сега ќе го исецкаме целерот. Прво на долги и тенки ленти жулиен, а потоа на многу ситни коцки, французите би рекле бруноас. Веќе го чувствувам мирисот на пржениот кромит, како карамелизираат црвениот пипер, дафинка и солта, прават вистинска магија. Сега е време кога на кромидот ќе му додадеме малце пилешки бојон, меѓутоа не многу. Така ќе го убрзаме процесот. Кога сечеме зеленчук на долги ленти, жулиен или на ситни коцки конкасе, секогаш мораме да го почитуваме правилото с 3 прсти, што значи многу цврсто да го стегнеме и тогаш со оштриот нож внимателно да го исечеме. Со помош на зеленчуковиот бујон, кромидот комплетно омекна, што значи дека е време да го додадеме и месото добро да се испржи. Браво! Сега убаво ќе го расшириме низ тавата и ќе го оставиме малку да се потпржи од оздола. Многу важна работа затоа што ќе изгубиме многу време ако пробаме веднаш да го соединиме со кромидот. Салатата е при крај. Ни останува уште зелката, зелената зелка. Одличен колорит ќе имаме. Сега следува моментот кога све ќе ставиме во еден длабок сад. Ќе додадеме едно чешне лук. Сега ќе ви кажам и уште едно трикче. Кога сецкаме лук, додајте малце сол. Така секогаш многу подобро ќе го исецкате. Удајеве го пушти. Мирисот, тоест неговите етерични масла се неодолливи. Тоа ќе го ставиме во салатата и сега доаѓа оној главен момент, меѓутоа прво морам да ги измијам рацете. Ето така. Да ве потсетам уште еднаш, ако сакате рацете да не ви мирисаат на лук, измите го ножот баш овака јас како што го мијам и допирот со металот од ножот ќе направи магија и мирисот на лукот од вашите раце ќе исчезне. Додека се пржи месото, салатата се спрема, млекото е готово.
Сега ќе го додадам пудингот и секако нешто без кое еден пудинг од ванила не може е дополнителен екстракт од ванила. Затоа што не постои некој на светот што не го сака тој вкус. Откако го додадовме пудингот и ванила екстрактот, потребно е само околу минута и пол до 2 пудингот да се стегне, затоа што пудингот содржи многу скроп, тоест нишесте, нели? Ќе го ставиме уште некоја секунда, за тоа време ќе го измешаме повторно месото. Сега веќе можеме да го соединиме со кромидот. Многу често луѓето прават грешка кога прават мусака, не го обработуваат термички доволно меленото месо и се случува да остане во грудки. А тоа не е добро кога се прави мусака. Мусаката е јадење кое треба да биде споено, кое треба да биде полно со енергија. А да јас сега денеска ќе ви покажам како тоа да го направите. Еве го, пудингот е готов. Ќе го исклучам шпоретот, огнот и имам едно трикче специјално за вас. Истурете го зоврениот пудинг во поголемо тавче за побрзо да се излади. Разнесете ја смесата по целата површина. Покрите со најлонска фолија. На крај со дланките натапкајте ја фолијата врз пудингот за да го истиснете воздухот. Така пудингот нема да фати кора при ладење. Одлично. Сега за да му помогнеме на месото, убаво да се обработи термички, додаваме зеленчуков бујон. Кога овој зеленчуков бујон ќе испари од месото, верувајте дека ќе биде компатибилно со кромидот и нема да има грудки. И тогаш е спремно да го ставиме во мусаката. Меѓутоа, се враќам на салатата. Прво, додаваме свеж макдонос, затоа што македонците многу го сакаат. Затоа што е едноставно свеж, дава посебен вкус, кој многу од нас не може да одолеат. Павлака од Бимилк. Малце чедар сос од Витаминка, одличен, не само како прелив за салати, посебно за бургери. Сол. Малце масло, од Витаминка се разбира, и брилијант вински бел оцет. И на крај ни доаѓа еден убав луто блак сос, кој ќе даде една мала пикантност, која навистина многу значи. Добро измешајте ја вака зачинетата салата. Префрлете ја во стаклен сат. Покрите ја одозгора со фолија и оставете ја во фрижидер да се излади. За правилна подготовка на мусаката, дебелината на исечените кришки од компирите треба да биде идентична, за да се испечат рамномерно. Најдобро е дебелината да биде околу 3 мм. Потоа, исечканите компири оставете ги во длабок сат со студена вода. Месото за мусаката одлично си крчка, омекнува, веќе немаме грудки, а додека добро издинста, јас ќе го направам крем шлагот од Бимилк. Крем шлагот секогаш треба да биде во фрижидерна температура од 4 степени и да го матиме само 4 минути со најбрза брзина, за да биде цврст и јак. Откако ќе го изматиме, ќе го ставиме повторно во фрижидер. Неќе да падне добаре токму таков како што треба да биде. Сега ќе го покријам со најлонска фолија и го ставам во фрижидер секако на 4 целзиусови степени.
Одлично. Меко, вкусно, за мерак. Мусаката денеска ќе биде чиста десетка. Сега, што треба да направиме? Ќе остуриме водата од компирите. Многу внимателно ќе ги наредиме на дното од тавчето. Некои велат дека треба да се стави маснотија на тавчето, меѓутоа сосема доволно маснотија има во месото. Така да нема потреба од дополнителна маснотија, пошто мусаката и не треба да биде многу масна, треба да биде компактна. Во тавчето за печење наредете го првиот ред исечкани компири. Одозгора ставете слој од 2 см од смесата со мелено месо. Па повторно ред компири и одозгора остатокот од смесата. Откако ќе го ставиме да се пече, следува ројал, комбинација на млеко, кајмак и јајца. Откако ќе го ставиме и последниот слој на компири, додаваме од зеленчуковиот бујон. Малку протресуваме. Мусаката е спремна за печење. Откако мусаката ставивме да се пече, ред е да почнеме да ги правиме и палачинките. Овој пат место шеќер ќе става мед. Затоа што, барем мене лично, десертите кои ги правам со мед имаат многу поубав шмек него кога ги правам со шеќер. Ќе додадам и малце сол, затоа што солта е појачувач на вкусот. И секогаш ставајте по малце за да добиете подобар, поинтензивен вкус. Потоа, со миксерот 3-4 минути матете додека не се направи убава емулзија од јајцата, како пена и нормално не се растопи медот. Одлично, јајцата убаво се изматија, медот се растопи и сега продолжуваме понатаму. Додаваме брашно, додаваме кисела вода, додаваме млеко. И да не заборавам, екстракт од ванила. Смесата е готова, тавчето е на оган, ќе оставиме на средна температура. И ако си купите вакво убаво тавче од аџико, нема да треба ни да го намастите, и то ништо. Едноставно, тефлонот е одличен и палачинките ќе ги испече перфектно. Земете едно вакво мало дрвено стапче, за да не го изгребете тефлонот. Така тавчето ќе трае многу подолго. Одлична боја. Токму тоа што го сакав. Додека палачинките се печат, јас ќе го спремам овошјето. Имаме свежа праска нектарина, имаме вишна, имаме джем од кајсија и нормално павлака од бимилк. Во сад измешајте ги ситно исечканите праска и вишна. Додадете малку джем од кајсија и 2 до 3 супени лажици кисела павлака. Оставете го во фрижидер 20 на минути. Бидејќи мусаката е при крај, следно е подготовка на преливот за неа. Ројал, кралски, како и самата мусака. Јајцата ги ставаме во длабок сад. Кога додаваме кајмакот, додаваме макдонос, ситно сецкан и мешаме се додека не ја соединиме целата смеса. Жолто, зелено, бело, преубав колорит. А од кога сето ова добро ќе го соединиме,
ќе додадеме и малце млеко. Погледнете го ова. Ова е магијата која ја прави мусаката да биде мусака. Има еден зачин кој се вика естрагон и е основен зачин за еден многу убав и познат признаен сос кој се вика беарнез. Јас го обожавам и сега ќе додадам малце во мусаката да биде малце поразлична. Сега све што треба да направиме е да го размрдаме вака малце тавчето за ројалот да навлезе на секаде во мусаката. А сега ќе го ставиме да се потпече, се додека не добие убава златна карамел боја. Штом мусаката е ставена да се допече, продолжуваме со подготовка на десертот. Соберете го изладениот пудинг во еден сат. Последно време кремот од фстак стана многу актуелен. Нема некој што не го сака, а витаминка го прави најдобриот. Сега, основата на овој ролат од палачинки ќе биде токму со овој крем од фстак. Палачинките ќе ги наредиме многу едноставно. Вака. Една мала лажичка на секоја палачинка. Врз палачинките додадете по една лажица од пудингот, како и по една лажица од смесата со павлака и овошје. Распоредете рамномерно на палачинките. Потоа завиткајте ги палачинките во форма на ролат и завиткајте ги во фолија. Вака подготвениот ролат оставете го во фрижидер час до час и половина да се стегне. Ова е тоа за кое денеска цел ден ви изборувам. Преубаво мириса, преубаво изгледа и се надевам дека ќе биде превкусно. Сега мораме да оставиме да здивне 10 минути. Моментот на сервирање. Сипете од веќе оладената салата во длабок тањир. Попрскајте ја со масло од зелени билки. Одозгора наросете ситно сечкан свеж макдонос. Исечете го изладениот ролат од палачинки со назабен нож на парчиња од 3-4 см, но вадете ја фолијата по сечењето. Ставете 2 до 3 лажици од изметениот шлак во тањир, како основа за десертот. Одозгора ставете 2 парчиња од ролатот. За дополнителна блажина за овој десерт, одозгора со лажица посипете мармалад од праска. На крај, наросете го ролатот со прав шеќер. Пресечете парче од мусаката и сервирајте во тањир. Добар апетит! Драги мои, ви благодарам што и денеска бевте со мене. Се надевам дека ви се допадна сето она што го направив за вас и секако се гледаме во наредната емисија на 4 сезони.